Почитувани, секојдневно сме сведоци дека здравствениот систем во Република Македонија континуирано се реунира, а здравствените работници се деградираат и понижуваат. Владата на СДСМ и министерот за приватно здравство Венко Филипче се болест за јавното здравство. Стана повеќе од јасно дека министерот за приватно здравство Венко Филипче во договорот со комерцијалистот Зоран Заев и во соработка со најнеспособниот градоначелник на град Скопје Петре Шелегов го деградираат и во континуитет го приватизираат здравствениот систем. Градоначалникот на Скопје го остави дворот на клинички центар да се претвори во депонија, а за сообраќајниот хаос во клиниките ги обвинува лекарите и здравствените работници. Повеќе од очигледно е дека оваа тројка на власт не се свесни за значењето на јавното здравство во една држава. Заради тоа ги ставаат инвестициите во приватниот здравствен сектор, а во континуитет го уништуваат јавното здравство и ги понижуваат здравствените работници. Нема никаква реализација од најавените проекти за подобрување на здравствениот систем кои ги вети СДСМ. Сведоци сме единствено на зајакнување на приватните здравствени болници. Такви се идеите за давање под концесија на трансплантација на органи, префрлување на детската кардиохирургија во приватна клиника, физибилити студија за да се приватизира итната медицинска помош, како и домашната посета. Министерот за приватно здравство, наместо да ги зајакнува институциите на јавното здравство, прави континуирани напори како да го приватизира некој дел од него. Пред да се реализира експериментот на владата на Зоран Заев и Министерството за здравство Венко Филипче за префрлање на детската кардиохирургија во приватно здравство, пациентите и граѓаните треба да добијат повеќе одговори. Затоа го прашуваме министерот Филипче, каде се професорите и докторите од педиатрија и детските хирурзи да дадат свое мислење за овој проект? Сте ги прашале ли министер за сегнатите родители? Знаете ли, министер, колкава е бројката на смртност? Колку дечиња се реоперирани поради постоперативни компликации? Каков квалитет на живот имаат овие деца? Дали имаат соодветна терапија? Во чии раце ќе ги доверите нивните животи? Колку се стручни луѓето кои ќе оперираат? И докаде сте, министер Филипче, со најавениот фонд за финансирање и лекување во странство на деца до 18 години, предвидено во програмата на СДСМ, или и ова, како и многуте, или ова е една од многуте предизборни лаги? Почитувани, јавно го повикуваме министерот Филипче и премиерот Заев да стават мораториум на сите проекти, така наречено јавно-приватно партнерство и приватизација на здравствениот систем, а особено приватизација на трансплантацијата. Постои голем ризик, доколку оваа метода се прифрли во приватните болници, да дојде до појава на криминализација на постапката и постои голем ризик Македонија да биде ставена во групата на земји каде што се врши продажба на органи. Оваа метода треба да се развива под контрола на сериозни институции како национален координатор и заменик национален координатор, кои што треба да бидат целосно во тек за спроведување на овие процедури. Во спротивно, најавениот развој на трансплантација ќе биде само уште едно неостварено ветување. Воедно, апелираме до министерот Филипче итно да го прекине проектот за детска кардиохирургија, мораториум на операциите и отварање широка јавна дебата од сите чинители, како би се донело најсоодветно решение во интерес на овие дечиња и нивните родители. СДСМ и Филипче докажаа дека единствено се борат само за лично богатење и богатење на поединци од СДСМ. Сето ова представува уништување на се што е создадено во јавниот здравствен систем. Апелираме уште еднаш до премиерот Заев и министерот Филипче да се стави мораториум на сите проекти за така наречено јавно здравство, приватно партнерство и приватизација на здравствениот систем, а особено приватизација на трансплантацијата и детската кардиохирургија.
Време е да се стави крај на ова црнило кое зави Македонија и обстојува повеќе од година и пол. Граѓаните со својот глас ќе стават крај на црнилата и разградувањето на здравствениот систем. Благодарам.